По повод меѓународниот ден на лицата со попреченост, представници од општината на чело со градоначалникот Илиев и од основното училиште Малина Попиванова ги посетија децата згрижени во дневниот центар за лица со попреченост, каде што присутни беа и децата од специјалната паралелка во основното училиште Малина Попиванова. Во организација на меѓуопштинскиот центар за социјални работи Кочани, а во соработка со училиштето и општината, беше организирана заедничка работилница на тема "Создаваме вредности низ дружба и интеракција", во која што освен лицата со посебни потреби, корисници на дневниот центар, кои се 7 на број, учествуваа и уште 15 деца од паралелката за лица со посебни потреби во склоп на основното училиште Малина Попиванова. Преку оваа работилница сакаме да испратиме силна порака за подигање на свеста на општеството кон оваа категорија на наши сограѓани и кои што представуваат значително фрагилна категорија на наши сограѓани и лица, кои што и со цел да ја поттикнеме дополнително социјализацијата и нивната инклузивноста на овие лица во општеството. Верувајте, оваа социјализација и оваа инклузивност на овие лица за нас представува на врвот на нашата работна агенда. Би сакал да потенцирам дека и исто така и признанијата кои што Република Северна Македонија ги добива на овој план и се исто така потврдени и на меѓународно ниво преку Комитетот за правата на лица со попреченост на Обединетите нации. Исто така се добиваат признанија кои што Република Северна Македонија и институциите кои што се во нејзин состав кои што третираат оваа проблематика ги добиваат. Мојата желба како пред се како директор, а исто така и како личност е да работиме хумано, да работиме тимски, мултидисциплинарно, институционално и да се поврзуваме со останатите институции кои што ја третираат оваа проблематика со цел на по-ефикасен начин да испрачаме резултати во општеството. Би сакал да напоменам и за одредени придобивки кои што согласно новиот закон за социјална заштита ги имаат лицата со попреченост, а тоа е дека секој родител кој што чувал дете до 26 годишна возраст, а кој што не било сместено, а се лице со попреченост, а не е било сместено во било каква институција, има право на надоместок согласно законот за социјална заштита, за право на трајна доместок, а исто така и сите оние родители кои што имаат деца со попреченост, имаат право на скратено работно време до 50% во износ до 50% од просечната плата во Република Северна Македонија. За сите овие права во согласно со новиот закон за социјална заштита, лицата кои ги исполнуваат условите треба да се пријават во центарот и да се ги остварат истите, додаде Ковачев. И општината Кочани и одговорните постојано работат на подобрување на условите на лицата со попреченост, а на тој план ќе работат и во иднина. Минатата година знаете дека е отворен овде центарот за лица со попреченост, исто така преку апликација, односно со донација од швајцарците, во моментот се работи сензорна соба која што на вистина на лицата со попреченост ќе помогне во нивниот развој. Тоа покажува дека ние како локална самоуправа ги следиме модерните европските трендови и пробаме да направиме, односно да се вклучиме во овие трендови и да донесеме и опрема и да створиме услови со кои ќе ги подобриме секојдневниот живот на лицата со попреченост. Исто така во моментот исто така се финансира еден проект во училиштето Малина Попиванова и се гради игралиште, односно детско игралиште кое ќе биде наменето за лицата со попреченост. Освен ова, додаде Илиев, општината издвои средства за помош на лице на кое му се потребни пари за лекување и операција. Сензорната соба во основното училиште Малина Попиванова е готова и за кратко време ќе биде подготвена да ги прими децата со посебни потреби. Како што напомена градоначалникот, нашето училиште само ќе го исправам малку, е готова сензорната соба и само чекаме да дојдат како да кажем, луѓето кои ги одделија средствата финансиски за да се изработи таа, мислам да се изготви како што треба и да го направиме свеченото отварање на самата сензорна. Во тек изработка и мислам дека во брзо време ќе почне и реализација на како да го кажем, на адаптирање и на целосно реновирање на спортското игралиште, каде што спомена градоначалникот дека имаме и детски
и детско игралиште за посебно за деца со посебни потреби. Во основното училиште Мајлина Попиванова во моментов има 15 деца распоредени од прво до 9 оделение. И оваа сензорна соба и посебното игралиште ќе им биде од големо значење за овие деца, на кои навистина им е потребна помош за полесна социјализација и инклузија во општеството. Целта на одбележување на денот на лицата со попреченост е да се слушне нивниот глас, дека и не само на 3 декември, туку и во сите други денови од годината се еднакви. Потребите, барањата, можностите за секое дете се еднакви, а срцата и душите на децата со посебни потреби се почисти, беше речено на активноста.